До кај сме со она теза, па добро, не можеме да ги прифатиме, навредливи се условите кои ги поставува Европската унија, понижувачки и така натаму, и ние Европа ќе ја правиме дома. Доста гласна теза пласирана пред изборите. Гледаш ли некакво европеизирање вон преговарачкиот процес? Тоа не- Европеизирање во смисла на поведување на некакви стандарди, правила, вредности. Да не кажам дека е глупава, туку е тоа невозможно. Невозможно е тоа да се направи без европски стандарди. Сега се разбира со сопствениот ум, начин на работење, поставување на приоритетите во државата, дел од приказната како ќе напредуваш. Но овде со оваа сиромашна држава која има многу малце знаење, ноу-хау, која има многу мали ресурси, која нема железница, релативно добри патишта сега можеби ќе се направат. И нема природни ресурси, има неколку рудници. Нема на што да се подпре ако не смисли нешто ново за да може да достигне до европизирање, затоа што европизирањето не е само шалтерите. Сега Македонија има $6.800 по глава на жител. Албанија во 2023 имаше 8.000, сега ќе биде 10.000. Ова што се вика, дај да ја направиме, да ја европизираме Македонија дома, е во основа да се зачува власта. Тоа е само реторика. За да може да се европизираме, треба да се направат страшни реформи. Која било влада не сака да направи Па нема реформи? никак.